Овчар и три самоувили. Чита Александар Станојков. Пасејќи си овците еден млад овчар во една чистина, помеѓу едни шумари, близу до една бистра река, видел едно утро кај се капеле во реката три убави девојки. Очите во нив беше му останале на овчарот гледајќи на нивната убајина. Како не сум поблизу, си велел сам со себе, до рекана, за да грабнам една од оние три убави девојки да си ја земам за невеста. Се докапале девојките и се облекле и си ватиле напреку, таму се изгубиле од пред очите на овчаро. Утрото рано, уште од ноќ, дотерал овците овчаро пак тамо и тој се зацкрил во некои шумари за да ги гледа трите девојки кои ќе се капат. Едно болснало сонцето и еве тие трите девојки пак дојдоа да се капат. Никако не му ваќаше есапо на овчаро за да граба некоја, чунки бај ги беше с краја од нив. И тоа утро овчарот не могол да добие една од тие девојки. Третиот ден пак беше се скрил овчаро во една шумка најближна до реката да ја чека девојките. Од која болсна сонцето, еве ти и кај сидат усмевнати и весели како некои јасни звезди и беше си слекле кошулите и влегле в река да се капат. Туку седи овчаро и мисли како да клаи една од девојките врака. Никако есапо не му вати, отколку да му и грабни кошулите и да ја остави голи и од тоа нешто може да клаи врака една, ако дојдат до него да му исакаат кошулите. Преесапувајќи овчаро тој есап, му го вати умот и едно трчање се стрчал и му и грабнал кошулите. Кога видоа девојките, на чудо стана и стред река застанали и ватиле да му се молат на овчарот да му и дај кошулите, да големо добро ќе му стореле. Кога видел овчарот оти му се молат девојките, се уверил оти ќе добие некоја од нив и му рекол: "Ви давам кошулите, девојки, ама ако ме земите една од вас за маш, инаку нема да ви давам кошулите и да знаете оти ќе запалам еден оган и ќе ви изгорам и ојте си голи дома." "Арно бре момче, сакаш една од нас," му рекле. "Туку треба да знаеш, оти ние сме три сестри, три самоувили, да од тоа треба да не земаш од нас невеста, за да не ти се смеат светот дека ќе водиш невеста самоувила." "Не самоувили оти сте, ами самодиви да сте и пак една од вас сакам да така кошулите да ви дам." Кога чуја тој збор самовилите, се уверија оти нема да му и дај кошулите за да земат една од нив. Леле така, момче, која сакаш од нас една земи си и дај ни и кошулите за да си ојме дома, оти многу далеку одиме. Кога чу овчарот тој збор од самовилите, ја посакал помалата и му ја дале и го викнале настрана двете сестри, та му рекле на овчаро не изе да не ја дава кошулата, оти во неја е силата и ќе му побегне која облечи, ами друга кошула да му дајде да си носи. Го клал во умот тоа нешто овчаро и му и дал двете кошули на двете самовили и си летнале тие да си одат дома, а малата си отиде со овчаро дома вечерта и си ја промени овчарот во свој невестински алишта. Та си ја венчал и се сторил со невеста самовила од сите невести полична. Живеале овчарот со самовилата близу една година и дошло редо ќе оделе на свадба кај некој род од овчарот. На свадбата се ватиле сите невести што биле таму да играат оро, само од овчарот самовилата не се ватила. На сите невести му било мило да се вати и самовилата да играт, арно, ама таа не се ваќала да играт, чунки ја немала својата самовилска кошула. Му се тоариле на овчаро да му ја дајат кошулата самовилска, само за да видат како играт самовила. Од многото тоарање на селските невести што му се тоараа на овчарот, беше се прекајлил и отишол дома, та ја зел кошулата од кај што била скриена и ја одонесол на свадба.
Пред да ја дајт кошулата овчарот, затворил сите дзирки и продзирки и после ја дал кошулата и ја облекла. Кога се ватила на танец самовилат и кога тргнала да игра Торо самовилцко, да чудо беше станале мало и големо што беа на свадба кога видоа орот од самовилата. На доигрување, самовилата дошла пред мажа и го ватила за рака и "Седи со здравие, домаќине", му рекла и си летнала низ баџа. Кога виде овчарот и му побегна невестата, свикал по неја и ја прашал: "Невесто, невесто, оти ме зедена душа и ми бегаш низ таа пуста баџа што ја оставив отворена. Те молам, убава невесто, кажи ми, кај да те барам за уште еднаш да те видам?" "Да ме бараш, домаќине", му рекла од баџа, "во село Кушкундалео и таму ќе ме видиш." Така му рекла на маже од баџа и си летнала по облаци. По некој ден овчарот се спремал за долг пат да патува и да го бара село Кушкундалео. Тргнал по села и по градои и прашал за село Кушкундалео каде е. Секој што го чул овчарот за името од селото, се чудел на такво име и никој не знел да му каже. Од која изврвел сите села и градои, тргнал да оди по планиње и по пустелии за како да најди такво село. Одејќи низ планина, еве ти еден старец кај стоел подпрен до една бука со една патеричка врака. "Кај талкаш, бре, момче?" го прашал стариот овчарата го. "Во оваа пустелија кај што петел не пи и кај што човек не стапил." "Маката ме тера, дедо, да одам по овие пустели", му рекол овчаро. "Ќе те молам, дедо, нешто ако знаеш да ми кажеш едно село што го викаат Кушкундалео, да не би се наоѓа во оваа пустелија?" "Такво село, момче, јас не сум чул да има во оваа страна. Еве, кај живеам овде 200 години. Ами, зошто го бараш, бре, момче, тоа село?" му рекол. "Пред една година време и пасев овците крај една река и видов во реката кај се капеа 3 девојки. И на треќото утро му и грабнав кошулите за да му и дам кошулите, ја зедов најмалата за невеста. Ама тие беа биле самовили и ми рекоа двете сестри да не ја давам кошулата, оти ќе ми побегни со неа. Чунки во кошулата му била силата. И јас, дедо, тоа нешто го поверував и ја држав кошулата скриена до туа неќни и за атар да не скршам на селските невести и ја дадов да ја облечи и оро да поигра на свадбата кај што бевме. Сите врати и затворив ѓоа да не избега, ама заборив пустата баџа да ја затворам и на доигрување си летна низ баџа и прашувајќи кај да ја барам, таа ми рече да ја барам во село Кушкундалео. Ете, тој ми е ало, дедо, ако знаеш нешто кажи ми." "За името на тоа село, момче, јас не го знам. Илја ќе поодиш уште колку еден месец пат и ќе го најдиш еден друг старец како мене и ќе го поздравиш од мене, чунки тој е постар од мене, околу 300 години. Тој е цар на сичките планински зверои и тој може да ти каже за селото", му рекол старио и го испратил. Од која патувал овчар уште еден месец, еве ти нашол еден друг стар кој си седал до еден извор и се поздравил, та му кажал со ред, како што му кажал на брата му. "Поседи, момче", му рекол стариот. "Дури да и соберам сите зверои, ми да и прашам сите за името од селото што го бараш ти." Пратил Авер и стариот по сите зверои да дојдат и сите беа дошле за малце време и сите застанале пред стариот да чекаат заповед од стариот. "Слушајте, вие арслани, и вие мечки, и вие волци, и вие лисици, сите вие зверои, што нешто ќе ве прашам. Вие одите близу крај села и градови. Дали сте чуле име на едно село да се вика Кушкундалео, али не сте чуле?" "Не сме чуле, честити царе, не сме чуле такво име", му одговориле сите зверои со еден глас. "Ете, момче, како немало такво име на село што го бараш ти. Ако не те мрзи, момче,
Оди уште колку еден месец пат и таму ќе го наиш по стариот ми брат. Тој е цар на сите пилци што летаат по облаци и може тие да го чуле тоа село што го барашти. Тргнал овчарот да оди и на месецо го нашол третиот цар на пилците. Откоја сториле здроживо, му донесол од браќа му здроживо и му кажал алот од аз до Ижица. На часот стариот пратил абери по сите орли и врани и сите друзи пилци да дојдат кај него. Во 24 сати, дошто било пиле, сите се собрале пред царот и чекале да ја праша нешто, али да им заповеда. Слушајте ваму, вие орли, гаврани и вие сите пилци. Дали чул некој од вас едно село да го викаат Кушкундалево? И прашал цар. Не сме чуле, честити царе, му рекле, такво име досега. Треба да нема момче такво име. Сите не чуле, сиве орли, друзите пилцеве. И јас остарев, сторив 300-400 години веќе и не сум чул такво име на село, му рекол стариот. На тие збори, еве ти една крива страчка кај идела кај царо. Едно ја видел царо и ја прашал. Што си се забајала, мори страчко, толку? Од сите ти најпосле кај идеш при мене? Се забавив, честити царе, едно дека сум крива и друго дека седам многу далеку, дури до селото Кушкундалево, кај што живеат Самуилите. Кога ми дојде абер од тебе, честити царе, за да идам вамо, јас бев прегната да вршам смил и вршејќи ме удри една клета самовила по ногата, од таа болештина не пара можев да летам брзо, за да дојдам на време, му рекла страчката на царот. Момче, али ја чу страчката што каже, му рекол стариот. Таа била од тоа село што го бараш ти. Изготви се, ако сакаш одиш со страчката. Ќе ти давам еден орел да вјаш и да те однеси дури до Кушкундалево. Ако ми го сториш тоа добро, честити царе, му рекол овчарот, нема никогаш да ти го заборавам. На часов, стариот заповедал на еден од најголемите орли да го однеси овчарот во селото Кушкундалево. Страчката напред, орело по неа и отишле во селото во раното и близу до село слегол од орело и во првата куќа што влегол да праша, за кај седат трите сестри Самовили и за късмет да се погоди истата куќа. И едно влегол во дворот, беа го виделе двете сестри и беа го ужалиле. Леле, сиромаштиот зет, се стинал одејќи прашајќи дури дошол до овде, си рекле сами во себе, за да бара неверната си жена, така си рекле двете сестри. На олку мака што се мачил зетов сестро, треба да му ја врземе за седлото и да си ја однеси дома сестрани. Излегле надвор двете сестри и го пречекале јако зетот. Го испрашале како му ја дал кошулата што му побегнала. Му искажал тој се со ред, како дошол до тука и му се молил да му ја даат невестата. Не бој се, зету, му рекли, и ние тоа сапиме и сега ќе ја врзиме за едно седло што летат и ти ќе се качиш на него и ќе бегаш со голема сила, за да и пребегаш преку оние три планиња таму и од тука таму гајле да не бидеш. Ела сега в куќа, за да ја врзиме за седлото и дури спие и ти да се вкачиш и бегајќи, таа ќе се разбуди, ќе писне што да може, за да ја чуе коњо незин и ќе дотрча коњо да ја куртулиса. Арно, ама, ако те најде избеган преку трите планиње, нема ништо што да ти чини. А ако те најде коњо пред трите планиње, парчиње ќе те направи и ќе ти ја земи невестата. Кога чул тие зборови овчарот од Самовилите, се вкачил на седлото со неа врзана и го дигнаа седлото ветриштата, таа едно и преминале трите плани и се разбудила Самовилата и спискала по коњо. Едно чул коњо и летнал да го втаса овчарот, едно дошол до трите планиња и дотока му беше била силата и се вратил назад. Овчарот си отишол дома пак со Самовилата невеста и на часот беше ја изгорел кошулата во огон за да си биди раат и си останал да си живеи со невеста Самовила.
И си народиле неколку девојчиња, лични и прелични, ете, од тие девојчиња биле најличните жени на веков до ден денеска.